Пензиите по разни основи секогаш се во центарот на вниманието на јавноста, бидејќи во наши услови од нив зависат многу екзистенцијални состојби во потесните и пошироките семејства. Токму затоа, висината на пензиите неретко е причина за коментари околу тоа кој колку добива, колку и како ја заслужил и дали е реална или не. Во септември во Македонија се евидентирани вкупно 302.683 пензионери, што е за над 1000 пензионери повеќе во споредба со претходната 2015 година. Од нив дури 22.766 земаат пензија под 7.780 денари. Најголем е процентот на пензионери чии пензии се движат помеѓу 7.000 и 10.000 денари, вкупно 86.000 лица. Сепак, најголем интерес привлекуваат пензионерите чии пензии се повисоки од 38.000 денари. Нивниот број е 188, но при тоа не се прецизира дали секој месец во джебот ставаат по 40.000, 50.000 или повеќе денари. Околу 1000 пензионери во државата добиваат по околу 37.200 денари, а 60 по 35.600 денари. Со овие пензиите во Македонија се повисоки од оние во Србија, Бугарија и Албанија, каде се движат од 190, 164 до 160 евра. Македонските просечни пензии подобро стојат и од оние во Чешка со 120 евра, во Португалија и Полска со 204 евра и така натаму. Во светски рамки апсолутно најниски пензии добиваат индиците и тоа неверојатни 15 евра месечно. Највисоки пензии исплатува Луксембург, каде просечната достигнува близу 1800 евра. Во Норвешка просекот е околу 1500 евра, во Холандија околу 1200, а во Нов Зеланд околу 1150 евра. Нашите јужни соседи Грци добиваат нешто повеќе од 500 евра просечна пензија, а домакинот на летните олимписки игри Бразил издвојува по 204 евра просечна месечна пензија.